Неодамнешната посета на Кочани на министерот за земјоделие Трајан Димковски, новинарот на телевизија Кочани ја искористи да го запраша до каде се работите околу изградбата на капиталниот проект Брана на Оризарска река. Прашањето беше мотивирано од несоодветната динамика за изградба на акумулацијата Речани, која од значење во со кое може да се препороди непосредната околина и регионот. Финансиите за Браната Речани и договорите се од Министерството, така да сум запознаен добро околу тоа. Она што знам дека таму се работи во прашање динамиката, надзорот си ја врши својата работа. Ние имаме контакти преку надзорот и управата за водостопанство кај нас што е. Верувам дека само во прашање нивниот динамички план кој што е изготвен, знам дека имаше таму малку застој бидејќи пред да се отпочне во претходната постапка, односно со претходниот закон, биле одредени услови кои што не морало да се има ваков динамички план, затоа што веќе со договорот и влегувањето во фаза на инвестиција, односно на градба, се укаже и таква потреба, така да тие се движат, работите според динамичкиот план. Знам дека има нешто активности, почнуваат и сметките, односно фактурите да стигат каде што ние имаме обврска да исплатиме, и така верувам дека според тој динамички план ќе се одвиваат работиве, нема застој околу тоа и се продолжува во тој правец. Подготовките и изградбата на вештачкото езеро на Оризарска река се заговараат со децении, при што роковите се пробивани повеќе пати. Претходната власт во 2016 година најавуваше реализација на најзначајниот проект во Кочанска котлина за 5 години, односно изградбата да заврши заклучно со 2021. Сега сосема известно дека таа најверојатно нема да биде готова ниту до 2024. Во меѓувреме, изграден е само пристапниот пат од местноста Мегдан до коритото на реката, по која ќе се движи механизацијата. Останува отворено прашањето и за сообраќајната врска од Мегдан до магистралниот пат, бидејќи во оваа фаза ниту патот преку Ромското мало, ниту Оризари до градче овозможуваат движење на тешки товарни возила и градежна механизација.